Откако не успела да ги распродаде сите билети за нејзините 6 концерти во Лондон како дел од турнијата Cowboy Carter, 43-годишната Бионсе одлучила да ги донира празните седишта во добротворни цели. На трибините на стадионот Тотенхем Хотспур во северен Лондон останале непополнети седишта. The Sun пишува дека Бионсе ги поделила тие билети на оние за кои концертот би бил недостижен луксус, семејства со пониски приходи преку локални хуманитарни здруженија. Музичката дива настапува во Лондон 6 пат во текот на јуни, на 5, 7, 10, 12, 14 и 16 јуни. Иако стадионот може да прими околу 62.000 луѓе, се уште има стотици достапни билети за третиот концерт, а наводно дури 75 сектори остануваат непополнети. Раперот Кајне Уест повторно го промени своето име по втор пат во последните неколку години. Имено 48 годишниот рапер го промени своето име во Је Вест во 2021 година, откако поднесе барање до суд во Лос Анџелес. Според The US Sun, сега според правните документи поднесени од неговиот главен финансиски директор Хусеин Лалани во суд во Калифорнија, Вест го променил своето име во Је. Веста протече во јавноста кога нејзините главни компании поднесоа информативни изјави до државниот секретар на Калифорнија, кој е одговорен за ажурирање на најновите податоци за компаниите, како што се деловните адреси, вработените, директорите и видот на индустријата. Една од неговите главни компании, Oxpaca Inc., која поднесе стотици барања за заштитен знак на име на Је, сега го нарекува Је во официјалните документи. Патем Кање Уест неудамна се наоти што го увикнаа со неговото родено име. Тој ја напушти емисијата на Пирс Морган затоа што водителот се осмели да го нарече Кајне. Фантазија е насловен овогодинешниот традиционален концерт на Македонската филхармонија кој ќе се одржи в петок на 13 јуни со почеток во 20 часот и 30 минути. На програмата е музиката од анимирани филмови од продукцијата на Дизни, а диригент е Тимоти Редмонд од Велика Британија. Како солисти ќе настапат сопранистката Билјана Јосифов, тенорот Денис Димовски и бас баритонот Иван Наумовски. Светот на Дизни е полн со фантазија и фантастична музика, вели диригентот Тимоти Редмонд од Британија. Калиопи ќе одржи акустичен концерт на 14 ноември во Филхармонијата, соопшти организаторот Прагма продукција. Калиопи на 19 октомври одржа концерт во полната арена Борис Трајковски во Скопје, а новиот концерт се најавува како unplugged верзија и 100% во живо. Настанот е замислен како интимно и длабоко музичко искуство, целосно фокусирано на уметноста, зборот и емоцијата што Калиопи ја носи со секој здив. Публиката ќе има ретка можност да ги слушне незините најголеми хитови и евергрини преработени во акустични верзии со нов аранжман и автентична музичка естетика. Секоја нота, секој стих, секој молк ќе има своја тежина. Со поддршка од нејзиниот бенд, составен од врвни музичари и со внимателно изграден аранжман, концертот ќе биде уникатно уметничко доживување, велат од Прагма.